Ова е една карактеристика со која другите ќе ве почитуваат 100 пати повеќе, а тоа е ексклузивноста на вашето време и внимание. Некако ми се чини дека луѓето во денешно време некако се сваќаат здраво за готово и се сеќавам ја порано кога бев во средна школа, се дружев со многу луѓе, онака секаде каде што ме бара одев, 5 до 12 правиме друштво до ваму таму, одев ваму таму, излегував, се дружев со кого стигнам чисто онака за да не бидам сам, ми беше досадно и да не бидам онака осамен. Но имам приметено кога си достапен онака на секој човек што може да допре до тебе, Сега да не се правиме дека ние сме некои звезди или селебрити пример, но мислам дека секој треба да се гледа како да е селебрити. Затоа и реков на почеток дека вниманието и времето што го имаме ние е наше само, И кога го даваме на некој, треба тоа да биде со некоја цел, да биде со некоја причина, зашто со овој човек ќе седнам на кафе или ќе го исклучам овој човек или зашто моето време е толку скапосано за овој човек, И имам приметено кога времето го даваш со некоја цел, кога времето твое е скапосано, дури кога седиш дома сам. Ако седам сам дома не значи дека не правам ништо. Може би читам книга, може би играм нешто на компјутерот, може би гледам нешто на YouTube, тоа е време само за мене. И некако сметам дека времето и вниманието наше, како валута премногу го имаме давано на луѓе, и некако не ни се враќа со исти реципроцитет. Они ќе си искажат, ќе си зборуваат, ќе ни го потрошат времето, а ништо не добиваме за возврат. Сега некој ќе рече да, тоа е некако трансакција, даваш, земаш, но мислам дека секој треба да се води од тоа дека даваме за да земеме нешто, мислам даваме за да добиеме нешто, треба да биде обострано тоа. Имам приметено некогаш се троши многу енергија онака кога го давам времето, вниманието на некој човек, а не добивам толку колку што сум дал, И сметам дека кога ние самите ќе си ставиме граница, да речеме јас на пример, кога стварно или со клиент ќе седнем или со некој човек, треба навистина тој човек да ми е некако ептен драг, ептен човек со кој живам да седнам на кафе или да го исклучам, па ќе си направиме некоја размена на енергија и тогаш онака ќе приметувам дека луѓето повеќе ме почитуваат, онака кога сваќаат дека не можеш да дојдеш лесно до мене. И затоа и препорачувам сите вас кога го гледате ова видео да си го цените своето време и внимание. И ако некој не ве слуша, некој не врнува внимание на вашите зборови, тој човек не е баш, не го цени вашето време. Знаеш, онака кога другите не ценат, кога ние се цениме самите себе си, нашето време и внимание, кажуваме дека се почитуваме самите себе си. Така да со тие луѓе што се дружиме треба да сме на некаква иста бранова должина. И да речеме, ако давате услуги некои, што повеќе го цените вашето време и внимание, што повеќе се добри во тоа, повеќе ќе наплаќате. Знаете, кога се посветувате стварно на тој човек, да го исклучате, да му дадете нешто од себе, вниманието да му го дадете, тоа ценете го како да е нешто најсвето. Јас сега што ме со вие блиски луѓе неколку на прсти се бројат, стварно кога ми зборуваат, ги сметам за најважни луѓе на целиот свет. Не ми е мене важен селебрити или преседател некој или политичар, познат човек, било кој. Стварно не ме интересира тоа. Ме интересира човекот што е пред мене, да го исклучам, да му помогнам ако можам, да бидам целосно посветен на тој човек, да го исклучам, да запамтам детали што ми кажале, знаеш, гледам го се на тоа луѓето и после некој време кога ќе збориме за некоја тема што сме ја разговарале во минатото, веќе ги слушувам, веќе ги посеќам што збореле или пак сум запамтил детали, тогаш можам да бидам другар, можам да бидам дечко, можам да бидам син безпрекорен, кога сум посветен на тие неколку луѓе кои што го ценат моето внимание и време и гледам дека има реципроцитет и они го ценат моето време и внимание. Само така ќе може да ве почитуваат луѓето и кога ќе им кажете не, дека не сте достапен за било кого, веќе вашата цена како човек, вашата вредност како човек расте во очите на сите, а најмногу во очите на себе си. Ова ми беше прво видео, чисто онака сакав кратко да го направам, да кажам некои 2-3 збора, да си го цените своето време и внимание и сметајте го како валута, која што е многу вреди таа валута и кога го давате, имате цел зашто го давате на овој човек, зашто овој човек е потребен во мојот живот, што овој човек ми носи во мојот живот. Како јас моето време и внимание му помага на некој човек. И ако не му помага, не им одмагајте, како не го злоупотребувајте тоа. Бидете онака реципроцитет, барете во све, ценете се себе си, сватете дека и вие сте многу важен човек и тоа што го давате вниманието и времето и енергијата на други луѓе е валута што треба другите да го заслужат.
Јас сум Кристијан Шемко, психолошки советник. Доколку сакате сесија со мене да закажете, пишете ми на Инстаграм, ќе ви пишам повратен одговор и ќе се договориме доколку има простор. Фала ви многу, се гледаме. Чао.